покрај интеджерот како целобројна вредност, го имаме децималниот тип, тој се означува со float и името секако на променливата, да речеме овде ќе ставиме килограми, кој е идеален пример, и директно ќе направиме инициализација на 1 кг и 300 грама. Доколку напишевме интеджер, килограми еднакво на 1.3, значи на интеджер променлива и доделивме децимална бројка, нема да јави грешка у програмата, ама бројката што ќе се зачува во килограми ќе биде само 1, односно само целата вредност од нашата бројка. Запирка 3 нема да влезе во вредноста килограми, доколку е таа интеджер тип. Затоа, доколку сакаме да чуваме децимална вредност, треба да искористиме float, односно децималниот тип. Можеме ова да го избришеме. Сега може да ја отпечатиме вредноста на килограми на ист начин како со интеджерот. Тука ќе се отпечати, како што претпоставувате, 1.3. Исто можеме да ја менуваме вредноста. Да речеме, сме искористиле 100 грама од шекерот. Минус 0.1 е 100 грама. Ова, математиката тука е 1.3, старата вредност на килограми, минус 0.1, односно 100 грама што ги земаме, на крај ќе добиеме 1.2. Потоа кој ќе испечатиме вредноста килограми, ќе добиеме на екранот 1.2. Исто така, уште еден тип сакам да ви објаснам, кој што често се користи во програмирањето, а тоа е знаковиот тип. Тој се обележува со чар и секако името. Ќе го крстиме знак. Ќе му доделиме знакот C. Вредноста на знаковиот тип на променлива мора да биде внатре во единични наводници и мора да биде само еден знак. Не може да напишеме или вака, ова ќе јави грешка ако не ставиме наводници единични, или па да ставиме повеќе знакови. Мора да биде точно еден знак. Потоа, кој ќе ги испечатиме променливата знакова, ќе се испечати само C, без наводниците. Исто знакот, променливата од знаков тип, може да ја менуваме вредноста и да ставиме, да речеме, А. После ова, ако направиме печатање на таа променлива, ќе се испечати буквата А. Благодарам на вниманието.